Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Одиме со ред. Иницијативата на судиите и обвинителите за враќање на старите коефициенти со кои што има повисоки плати помина на Уставен, кој одлучи да поведе постапка. Конечната одлука ќе се донесе на некоја од следните седмици. Ако биде позитивна, судиите би добиле дополнителни 250 евра месечно. Михајло Видимлиски. Уставниот суд поведе постапка за измените на законите за платите на судиите и обвинителите, со кои беа намалени коефициентите за пресметка на плата. Мнозинството уставни судии ја прифати иницијативата на судиите, со која практично бараа да се врати претходниот и повисок коефициент за пресметка на плата, со што би добиле дополнителни околу 250 евра месечно. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски вели дека треба да се почитуваат меѓународните стандарди, кои значат дека ако се допре до платата, значи навлегување во независноста на судиите. Мнозинството судии сметаат дека со тој закон се навлегува во независноста и во самостојноста на судската власт од страна на извршната и од страна на законодавната власт. Сите овие меѓународни стандарди упатуваат дека платите на судиите не е техничко прашање, туку е статусно прашање нераскинливо врзано со нивната независност и самостојност. Значи, ако се допре во платата, според меѓународните стандарди, значи навлегување во независноста и самостојноста на судиите. Ова одлука не значи зголемување на платите, него ова наша одлука значи спречување на натамошно намалување на платите на судиите. Слична беше иницијативата на Сдруженијето на јавни обвинители, со која тврдеше дека повреден бил принципот на независност на јавното обвинителство. Според судијата известител Осман Кадрију, собранието без образложение го намалил коефициентот за пресметка на плата и на обвинителите. Законодавецот, повикувајќи се на овие одредби, носи закон за намалување на коефициентите. Меѓутоа, законодавецот при донесувањето на законот и во неговото образложение не ги наведува кои се тие причини, кои се тие случаеви што му дават право на законодавецот да ги намали коефициентите на јавните обвинители и на членовите на Советот на јавните обвинители. Од Синдикатот на работниците на управата и правосудните органи вела дека ова ќе предизвика негативна реакција кај вработените во судовите и обвинителствата, но ќе почекаат конечната одлука на Уставен. Не знам како ќе одлучи Уставниот суд. Знам дека реакцијата на вработените во обвинителствата и во судовите може да биде доста негативна ако Уставниот суд одлучи да се зголемат платите односно да се одмрзне одлуката на владата за замрзнување на нивните коефициенти, доколку може за едни, значи ќе може и за други, доколку може за суди и обвинители, значи ќе може за министри, заменици министри, директори. Слични иницијативи за платите на судиите и обвинителите предуставен се најдоа и лани, но тогаш судот одлучи да не поведе постапка. За линарното зголемување на пензиите, Уставниот суд денеска не донесе одлука, поради изедначен резултат при гласањето, односно 4:4. Председателот Костадиновски рече дека предметот ќе се разгледува по комплетирањето на судскиот состав. Таа одлука ќе чека до доаѓањето на нови суди. Знаете дека работиме со еден судија помалку. Од 1 јануари ќе работиме со 2 судии помалку, образложија од судот. А Уставниот суд одлучи да поведе постапка и ја прифати иницијативата на директорот на Канал 5 Иван Мирчевски и новинарот Александар Видиновски, кои го оспорија правилникот за сообраќајни знаци и сметаат дека употребата на кратенката НМК не е во согласно со меѓународните кодови и дека непрописно се користи наместо кодот МК. Повеќе од Дејан Трајковски. Уставниот суд ја прифати иницијативата на директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски, новинарот Александар Видиновски и донесе одлука да го направи првиот чекор кон поништување или укинување на правилникот поради кој на сообраќајните знаци во Србија кои ги означуваат насоките на движење сме наведени со кодот НМК, што е спротивно на меѓународните договори, вклучувајќи го и преспанскиот. Мирчевски изрази задоволство што на денешната седница на Уставниот суд иницијативата го помина првиот филтер и се надева дека и гласањето ќе биде
позитивно по истата. Воедно ваквиот правилник го нарече срамен и го оцени како само понижување. Денешното гласање е доказ за нашиот ментален склоп на македонците, односно за тоа какви сме ние махери да си направиме само понижување. Верували или не, во 2020 година двајца тогашни министри во техничката влада, Горан Сугарицки од СДСМ и Наки Чулев од ВМРО-ДПМН подпишале ваков правилник, ваква правна норма, каде што самите одлучиле дека кодот за сообраќајните знаци е НМК. Јас не знам што повеќе да кажам, само ќе се потсетам на еден познат виц кога требале наши луѓе да се бесат, прашале: ќе ни дадете вие жаже или сами од дома да си носиме? Новинарот Видиновски посочи дека владиниот вице-премиер Стоилковиќ, кој вети дека ќе се заложи за промена на ваквата состојба, сега има аргумент плюс во својата борба за побарго да се отстрани, како што вели, навредувачкиот код за македонските граѓани. Овој правилник од вице-премиерот Стоилковиќ беше потенциран како пречка зашто не може да се го оствари своето јавно дадено ветување на Канал 5, дека ќе лобира во Србија навредувачкиот за нас код НМК од автопатите во Србија да се тегне. Се надеваме дека по почетокот на следната година ќе биде овој документ скроз тргнат, така што ќе му дадеме еден аргумент плюс во борбата негова за во Србија да се тргнат овие навредувачки кодови. Се надеваме дека тоа ќе успееме и дека тоа ќе биде причина плюс за да нема никакви проблеми помеѓу двата братски народи, српскиот и македонскиот, бидејќи голем дел од македонците се навредуваат за тоа и една порака дека никој не е поважен од државата и од гордоста на граѓаните, во случајот Македонија. Во оваа фаза судот изрази сомнеш дека правилникот е неуставен. Сега следува пишување на конечната одлука која ќе ги содржи и мислењата на подносителите на правилникот, односно актуелните ресорни министри, пошто ќе се донесе конечна одлука, дали ќе се поништува или ќе се укинува. Беким Сали и Мухамед Хоџа избрани за нови министри и разрешениот Муртезани ќе има ангажман во владата. Жители на Серава ја блокираа пластичарска поради тоа што 3 дена се без струја. Мицкоски со порака до повратниците. Враќање е порака дека Македонија не е заборавена. Колку и да оди човек далеку, срцето секогаш го влече назад. Собранието попладнево ги избра Мухамед Хоџа за министер за животна средина и Беким Сали за министер за евроинтеграции. Веднаш по изборот Хоџа и Сали дадоа и свечени изјави пред пратениците. Претходно пратениците го разрешија Орхан Муртезани, кој останува во владата и ќе го координира процесот на исполнување на реформската агенда. Афродита Рамос. Беким Сали е новиот министер за европски прашања, а Мухамед Хоџа го зазема министерското место во животна средина и просторно планирање. Собранието ги изгласа новите министри од редовите на влен во владиниот кабинет. Изјавувам дека функцијата ќе ја извршувам совесно и со одговорност и ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија. Досегашниот министер Орхан Муртезани од Министерството за европски прашања се сели во владата, каде ќе го следи процесот на исполнување на реформската агенда, откри премиерот Христијан Мицкоски на седницата, иако информациите кои кружеа во јавноста периодов сугерира дека Муртезани ќе оди во Брисел како нов амбасадор на Македонија во НАТО. Орхан ќе биде дел од мојот кабинет во иднина и ќе го координира процесот на следење на исполнување на реформската агенда, нешто кое што е многу важно за интегративните европски процеси на државата. Од владеачката коалиција го пофалија Сали како кандидат со претходно министерско искуство. За опозицијата пак Сали е кандидат рециклиран од многу функции. Беким Сали претходно во изјава за Канал 5 посочи дека нема искуство во евроинтеграциите, но како поранешен министер за здравство умее да раководи со институција. Вака функционира ова, се е дел од кланот. И еден клан кој ги рециклира, значи тој кој замена беше директор во железници, премина во МЕПСО, се направи министер за европски прашања и сега премиерот ќе го преземе таму бидејќи е дел од тој клан. Хоџа доаѓа на местото на Изет Меджити кој стана нов градоначалник на општина Чаир, а Сали досега имаше пратеничка функција.
Жители на населбата Серава во Чаир попладнево ја блокираа пластичарска во екот на сообраќајниот шпиц. Негодуваат што 3 дена се без струја и обвинуваат дека дефект намерно не се санира од страна на ЕБАНа. Од ЕБАНа пак со спротивно тврдење дека дефектот е резултат на неконтролирани кражби на струја. Сања Трајковска Ставров. 3 дена децата ни смрзнуваат. Навечер се покриваме со јамболеи и домовите ги осветлуваме со свеќи како во 19 век, бидејќи Евана не ни пушта струја. Со ваква порака дел од граѓаните на Чаир, маалата познати како Серава и Дуќанџик, втор ден по 3 часа го блокираат булеварот Никола Карев или Пластичарската улица. Тие тврдат дека плаќаат струја и дека пратиле и представка до компанијата, од која имаат намера да бараат и одштета, бидејќи освен што немаат основни услови за живот, трпат и финансиски загуби во дуќаните. Сагатите се надвор, гледаш, може да ги снимите, сагатите се надвор. Дигитални се. Ме разбираш? Плаќаат струја, сите плаќаат. Прекина струја. Зошто? Не знам. ЕВН, направи ги сагатите надвор. Ама не да ми дојде мене струјата 30.000. У Швајцарија е 100 евра. У Швајцарија е 100 евра. У Швајцарија 6.000 франци е платата. Плата 100 евра. Ме разбираш? А у Серава, у Македонија, 400 евра е минимална плата, 300 евра, 400 евра е струјата. Како да ја платам? Кој не плаќа, нека исклучи, ама не дуќани платиме сите, а да го исклуча. Ова е срамота. Мислат дека ние сме ги тепали или сме ги провоцирали. Не. Тоа не е вистина. Тоа не е вистина. Слободно, нека дојдат, нека работат. Од Евана за Канал 5 велат дека не станува збор за намерно исклучување, туку за дефект, до кој дошло поради долготрајните и неконтролирани кражби на струја од страна на жителите. Од компанијата појаснуваат дека проблеми ќе има додека мрежата целосно не се реконструира, бидејќи нелегално на струја се приклучени 70% од овој реон, а редовно плаќаат само 60% од оние што се легално приклучени. Веќе подолг период, жителите на улиците Исмел, Кадаре и Кумбара го спречуваат проектот за реконструкција на мрежата и дислокација на броилата. На екипите на компанијата постојано им се упатуваат вербални закани, со што во целост им се оневозможува функционирањето. Се додека екипите немаат пристап за реализација на проектот за реконструкција на нисконапонската мрежа, ќе биде невозможно да се санираат дефектите. Граѓаните што тврдат дека немаат долгови кон Евана, велат дека нема да одстапат од барањата и секој ден од 15 до 18 часот ќе ја блокираат пластичарска, што пак создава огромен хаос низ скопските улици поради преносочувањето на возилата. Бугарија и понуди мазут на Македонија по вчерашното прогласување кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија. Но од македонската влада ја одбија. По инструкции на премиерот Желјасков, бугарската влада предложила можност за итни испораки на мазут во Македонија со цел да ја помогне на земјата во услови на вонредна состојба. Предлогот бил испратен во телефонски разговор помеѓу министерот за надворешни Ѓорг Ѓоргиев и неговиот колега од Македонија, Тимчо Муцунски, во кој бугарската страна изразила подготвеност да помогне во обезбедувањето на потребните количини. Сепак министерот Муцунски се заблагодарил и ја одбил понудата, информираат од македонското МНР. Министерот Муцунски изрази благодарност за понудената помош, при што нагласи дека во моментов нема потреба од дополнителна поддршка, бидејќи состојбата е стабилна, информираа од МНР. Вашето враќање е порака дека Македонија не е заборавена, корените не се пресечени и дека љубовта кон домот не исчезнува. Им порача премиерот Мицкоски на повратниците во земјава од форумот посветен на македонските граѓани, кои одлучиле да се вратат и својата иднина да ја градат во татковината. Пораките од форумот ги пренесува Ивана Стојановска. Бројот на иселеници кои побарале поврат на македонското државјанство оваа година е најголем во последните 25 години. Ова го покажуваат официјалните податоци од МВР, истакна премиерот Христијан Мицкоски на првиот форум на повратници, организиран од владата и Агенцијата за иселеништво.
Најави дека владата размислува за нови законски решенија за даночно олеснување за повратниците и дека тоа ќе биде дел од една сеопфатна кампања која ќе биде промовирана во првата половина од 2026-та. Најселениците им порача дека имаат широко отворени врати да се вратат дома и дека на земјава и е потребен секој македонец кој сака да придонесе за татковината. Колку и да оди човек далеку, срцето секогаш го влече назад. Затоа што, како што мудро вели нашиот народ, каменот тежи на своето место. Државата не се гради само со институции. Државата се гради со умови, со знаење, со искуство, со храброст да се превземе одговорност. Затоа гласно велиме дека ни требаат сите. Ни треба секој македонец кој сака да придонесе. Дел во потрага по подобар живот, дел за образование, други за усовршување или за спортски кариери го напуштиле родното огниште, но по долги години или децении решиле да се вратат дома. Голем број селеници на денешниот форум ги споделија своите животни приказни и причини да се вратат во земјава. И тие порача дека каменот најмногу тежи на своето место. Некој побара и да се разгледа можноста за олеснување на постапката за добивање македонско државјанство за оние кои се родени надвор од земјава. Денес сум повторно дома, не со цел да бидам товар на државата, туку ресурс. Не се вратив за да барам, туку за да придонесам. Работам за американска компанија како сметководител, но од мојот дом во Македонија. Со странски примања, а со секојдневна потрошувачка и живот тука сум жив пример дека е можно да се живее дома, а да се работи глобално. Огромно задоволство, ние сме многу добро и топло прифатени од бизнес заедницата во Македонија и сакаат да соработуваат со нас, гледаат вредност и сакаат да научат нешто како надворешните држави работат во однос на бизнисот во приватниот сектор. Владата, како што порача Мицкоски, ќе направи се за да се вратат што поголем број најселеници дома. Според него во земјава постои еден, како што го нарече, талок на општеството, присутен и во политиката, настроен нихилистички, кој бил една од причините некои граѓани да ја напуштат државата. Најави одлучна борба на владата против таквата појава во општеството. Владата и натаму останува на ставот дека нема потреба од краткорочни мерки против високите цени. Министерот Дурмиши вели дека со зголемување на домашното производство ќе се борат против инфлацијата. Најавената владина кошничка планира и дали за тоа е вмешан Вице Заев. Каква е врската на Вице Заев и Енко Колашинац? Дали за овие бомби ќе расправа антикорупцијскиот тим на СДС? Вистината излегува на виделина. Правда мора да има. Од СДСМ пак обвинуваат дека поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку како што велат поради криминални тендери и неспособноста во енергетиката. Воедно бараат истрага од обвинителството за загубите во ЕСАМ. Кој ќе одговара за загубите од над 100 милиони евра? Кој профитира од увозот на струја? Кој заработува додека народот плаќа? 77 милиони евра загуба за само првите 2 квартали од 2025 година. А проекцијата е дека ќе достигнат над 100 милиони евра загуба. Или не, ќе го доставиме како точка на дневен ред за дискусија. Ако немаме, тогаш таква како што е, ќе ја носиме. Пред неколку дена и од пазарниот инспекторат за Канал 5 посочија дека инспекторите се постојано на терен и се анализираат цените на храната. Поскапувањето на јајцата велат се должи пред се на високите цени на храната за животните, а повисоки цени забележале и кај одредени млечни и месни производи, кои главно според нив се од увоз. И според пазарните инспектори засега цените се стабилни. Од ВМРО ДПМН бараат антикорупцијскиот тим на СДСМ да ги истражи, како што велат, бизнисите на екс-премиерот Заев во Дубај. Дали е точно дека додека државата ја остави на колена, опустошена, Зоран Заев гради згради во Дубај и тоа 40 катница? Од каде му се парите за тоа? Дали се од Рек Битов? Да ве информирам дека само за 2025 година има направено рекордни контроли од 25.000 контроли, каде што има пишано околу 2,5 милиони евро казни. Ако се случува такво нешто,
ќе донесеме одлука така како што сме направиле во минатото. И покрај најавите владината потрошувачка кошничка сепак нема да се пресметува од 1 јануари. Министерството за економија се уште не добило мислење од синдикатите и работодавачите во однос на методологијата. Дурмиши вели ќе почекаат до февруари. Ако не добијат мислење од засегнатите, тогаш ќе ја донесат просечната потрошувачка кошничка сами. Според владата, таа ќе биде вистински показател за месечните трошоци на домаќинствата. Доколку ќе имаме известување од синдикатите или работодавачите или другите членови на влада што се на СС, дали имаат забелешки на таа да ја објават во февруари, откако ќе добијат сугестии и од синдикатите. Сандра Спасовска. Очекувано е поскапувањето на струјата од 1 јануари следната година да повлече раст на цените и кај другите производи, вклучително и основните прехранбени продукти, посочува министерот за економија и труд Бисер Дурмиши, но вели засега остануваат на ставот дека мерки нема да има. На брифингот со новинарите уште еднаш повтори дека владата ќе продолжи да ги следи движењата на цените, кои вели во моментов се стабилни, но и дека работат на долгорочни мерки кои вклучуваат и поголемо домашно производство. Немаме информации дека има такво нешто или девијантно однесување или зголемување на цените, поточно на тие производи каде што се употребуваат повеќе на празниците. Сепак велам, до крајот на годината пазарна инспекција е на терен и прави контроли. Загуба до крајот на оваа година. Синдикатите и натаму поделени околу минималецот. Додека од ССМ настојуваат за минимална плата од 600 евра, од Конфедерацијата на синдикатите велат дека се за повисоки плати, но само ако тие се оправдани и ако нема можност да создадат вештачка инфлација. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Ние сме за покачување на платите на сите работници во Македонија, а не само на минималната плата, рече денеска првиот човек на Конфедерацијата на слободни синдикати Благој Аралповски. Тој вели дека би било добро минималната плата во Македонија да биде и 700 евра, но смета дека тоа ќе предизвика нова инфлација. Доктори, ветеринари, инженери не работат за 500-600 евра. Затоа кажуваме, ако се покачува минималната плата, треба да се покачи на сите работници подеднакво. Не како во минатото. Знаеме, сведоци сме дека минималната плата се покачи 80-90%, но сите вработени во државата останаа со куси ракави и платите не се усогласуваат. Веќе има иницирано дел од работодавачите кои сакаат да седнат и да подпишеме и со нив колективни договори каде што минималната плата ќе биде многу повисока. Ние памтиме дека во минатото имаше историско зголемување на 10% на платите сите во јавниот сектор, но џабе имавме 10% која имавме 15-20% инфлација. И заменик министерот за економија Маријан Ристевски вели дека покачувањето на минималната плата треба да биде оправдано. Односно, според него, треба да се внимава дали приватниот бизнис сектор ќе може да го издржи покачувањето од евентуални 600 евра. За да тоа се случи, сепак треба тоа да го издржи бизнис секторот пред се приватниот сектор, бидејќи од 710 регистрирани према статистика вработени во Македонија 710.000, рачунајте дека околу 600.000 се токму во приватниот сектор и најголем удар ќе биде на приватниот сектор. Пред извесен период ССМ побара минималец од 600 евра, кој според нив е оправдан поради растот на трошоците за живот. По последната седница на економско-социјалниот совет, од синдикатот уште еднаш побараа повисок минималец, а ако не го добијат, најавија дека ќе преземат порадикални мерки. Толку во централните вести. Само вистини со Видиновски во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.